Повици за коректна предизборна кампања и покажување политичка култура на ден пред почетокот на кампањата за локалните избори кои треба да се одржат на 19 октомври. Вториот круг е закажан за 2 недели подоцна, односно на 2 ноември. Вообичаено е со почетокот на кампањата интензитетот на политичките пораки да се зголемува и реториката да се заострува. Председателот на Државната изборна комисија повикува на почитување на законите, а председателот на собранието на кампања без заплашувања, притисоци и навреди. Предизборната кампања пред првиот круг започнува утре и ќе трае до 17 октомври кога почнува изборниот молк. Председателот на Државната изборна комисија Борис Кондарко вели дека комисијата е подготвена за спроведување на изборниот процес. Во интервју за МИА тој вели дека во интерес на сите е изборите да поминат во коректна демократска атмосфера. Вообичаено е на секои избори да имаме различна реторика, меѓутоа тоа е избор, пак ќе речам, на учесниците на изборите, на политичарите, на кандидатите и на партиите. Како ќе им пристапат на граѓаните? Право на избор е граѓаните сами слободно да одлучат. Коректно е изборната кампања да биде со почитување и на политичкиот противник, но и пред се со почитување на законските прописи. Тоа не е само оние што се предвидени во изборниот законник, туку оние што се наменети за учесниците од страна на сите други институции кои се надлежни да ги контролираат, да го контролираат текот на изборите, трошењето на средствата, начинот на кој се однесуваат кандидатите, политичките партии и така натаму. Во денешното видео обраќање председателот на собранието Африм Гаши ги повикува сите политички субјекти, кандидати, институции и медиуми, но и граѓаните да покажат висок степен на политичка и граѓанска култура. Да се воздржат од секоја форма на притисок, користење на говор на омраза, поларизирачка пропаганда и злоупотреба на јавните ресурси. Политичката трка треба да се одвива во духот на една здрава демократија, да биде трка на идеи и програми, без инциденти, без заплашувања, без навреди или омаловажувања. Граѓаните заслужуваат почит, а демократијата бара одговорност. За градоначалници и членови на советите во 80 општини и градот Скопје ќе се надпреваруваат 22 партии, 19 коалиции и 119 групи избирачи, односно независни кандидати. Во избирачкиот список има 1.832.000 гласачи, но околу 112.000 од нив се одјавени за што се во странство. Со оглед на тоа што за локалните избори нема гласање во дијаспората, ако сакаат да гласаат, ќе мора да дојдат во Македонија.